Образовните струки и профили во средните училишта треба подобро да го следат трендот на пазарот на трудот за да нема презаситување со одредени профили и недостаток на други. Струмичките компании велат дека веќе се чувствува недостаток на одредени работни позиции кои постојат како струки во средните училишта, но недоволно се промовираат. Многу е важно самите ученички и студентски програми и училиштата да го следат развојот на општеството и струките кои се потребни во одреден период. Покрај сите тие струки кои ги спомнавме како укрстителство и медицински струки, мислам дека и самата општина Струмица и сите компании имаат апсолутна потреба во моментот од техничари, од техничка поддршка, од оние струки кои ги имаме во нашето техничка школа Никола Карев, висока струја, ниска струја за одржување. Значи сите тие струки треба понатаму да се развиваат, да бидат во тесна врска и во тесна соработка со компаниите, да се нуди пракса, да се нуди стаж. Слични се забелишките и насоките и за високото образование. Без соодветно насување се создаваат повеќе кадри отколку што е потребно во одреден период во општеството, па или несоодветно се вработени или мора да се преквалификуваат, што е губење на време и пари за младите, но и за компаниите. Ја немаме таа методологија посебно во средните школи каде што им помагаат на младите да го одберат нивниот пат. Јас кога студирав, фаворит беше економскиот факултет. Сите за запишување на економски факултет. Некоја генерација пред мене си тоа да на правен факултет. Па после има проблем со реализација на нивната кариера. Па после дојде време кога сите оде на информатика и нормално е да бидат тие сфери сега во одредено време да бидат презадушени. Бидејќи нема најверојатно државниот апарат не наоѓа некој да им ја пренесе потребата на средните школи, па они да им помогнат и да ги изфилтрираат младите луѓе за понатаму. Ланските податоци на Заводот за статистика покажаа и висока стапка на невработеност кај младите. Околу 20%, односно секој четврти млад човек до 29 години бил невработен.